Алармантен пат на наталитетот во Македонија во изминатата деценија. Ако пред 10 години во земјава се раѓале повеќе од 23.000 деца годишно, денес таа бројка паднала на само 16.000 новороденчиња. Тоа значи дека секоја година се раѓаат илјадници деца помалку, предупредуваат гинеколозите. Според нив, падот на наталитетот не е единствениот проблем. Тие алармираат дека потребни се итни мерки за подобрување на женското репродуктивно и семено здравје. Лекарите велат дека жените често доаѓаат на контроли предоцна, а многу семејства немаат ниту основна медицинска едукација. Ако се навратиме на една деценија порано, кога бројот на новороденчиња беше околу 23.000, може да видиме дека имаме значителен пат од 30% за овие 10 години. Тоа за нас треба да представува еден аларм, кој што не само бројка, не само статистика, кој што ќе наведе да имаме поголема грижа кон жените и целокупна поддршка во женското репродуктивно и семејно здравје. Гинеколозите бараат жените во Македонија да добијат побрз, полесен и поефикасен пристап до дијагноза и лекување, особено кога станува збор за карцином и сериозни гинеколошки состојби. Ние цело време пробуваме да излобираме да патот на жените, например, при дијагноза на карцином од било каков тип биде по една забрзана трака, исто така да пристапот на пациентките во било која состојба биде многу лесен, да можат да стигнат до соодветен, да кажам, специјалист или субспецијалист во одредената област. Точно е дека во одредени региони во Македонија нема доволно матични гинеколози, меѓутоа нашиот систем остава голема слобода да вие може да живеете во Охрид, имате матичен гинеколог во друг град. Најтажно е фактот дека делот овие би можеле да бидат откриени многу порано и лекувани со едно редовно гинеколошки преглед. Особено е важно да допреме до младите девојки и до младата трудна популација. Тие фактично треба да знаат дека грижата за сопственото здравје не треба да представува страф, туку зрелост, одговорност и љубов кон себе и здравјето на семејството. Од Македонската асоциација на гинеколози по повод недела на женското здравје испратија силна порака. Жените да не го одложуваат прегледот и да не одат на лекар дури кога проблемот ќе стане сериозен. Апелираат превенцијата, раната дијагноза и ХПВ вакцинацијата да станат навик, бидејќи токму тоа е најсилната заштита за женското здравје.